Повредените од трагичниот пожар во Кочанската дискотека се во фокусот на здравствените власти. Новоназначениот министер Азир Алиу најави дека ќе се посветат на здравствените капацитети во Кочани, а ќе има средба и со директорката на болницата. Кризниот менеджмент вели ги следи сите процеси и потреби, првенствено на повредените од пожарот. Тие средби нема да бидат средби во кои што ќе одиме заедно со новинари. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме, да ги видиме потребите во кои што ги имаат. Утре имам средба со директорката на болница Кочани, така да затоа ќе почнам од таму. Прв приоритет ни е Кочани, понатаму сите такви или слични ситуации кои за жал ги имавме во минатото. Но предизвиците со здравствените власти и медицинскиот персонал не се само таму, вели Алиу. Министерството за здравство според програмата ќе направи мапирање на сите недостатоци со кои се соочуваат сите болници во државата. Според планот на министерството што го презентираше Алиу, ќе биде креирана програма за превенција на повеќе болести со која ќе треба да се скенираат сите граѓани над 40 години, односно бесплатно да можат да извршат прегледи. Ќе биде една програма која ние јасно сега ја најавив, ќе биде програма која што дефинитивно ќе треба да се скенираат сите наши граѓани на 40 години, бидејќи тие се европски стандарди и ние сепак ќе направиме протокол, ќе направиме програма, ќе има стандард, ќе има платформа која што онлайн ќе се пријават граѓаните и на крај европските стандарди покажуваат дека од 30 до 45% се намалуваат ризиците за понатаму и лекувањето е многу поевтино. Алиу рече дека веќе направиле измени за да не доцни терапијата на онколошките пациенти. Решението е да може 6 месеци пред истекот на договорот со постоечкиот тендер и компанија да мора секоја клиника, секоја институција да го отвори, да го затвори тој процес. Што ќе се случи? Ако случајно во тој период заради како што ни се случи сега, заради X причини, правни или човечки или други фактори, да имаме време да се отвори уште еднаш тендерот и да не се појави тој недостаток на лекови кај пациентите. Така да гледате дека лесно може да се решават проблемите, само треба работа и волја. Здравството ќе гради систем базиран на 5 столба, освен мапирањето на болниците и подобрувањето на условите, транспарентноста и отчетноста на здравствените услуги, професионален развој и зајакнување на човечките ресурси, одржливо финансирање и фокус на превенција се секторите на кои ќе се посветат здравствените власти.